Добредојдовте во третата епизода на нашиот подкаст, кој е дел од програмата Црвен крст во акција промоција на хумани вредности, каде што зборуваме за инспиративни приказни од нашите волонтери. И овој пат имаме посебна гостинка, која е долгогодишен волонтер во Црвен крст Тичево, поранешен дисеминатор на Црвен крст во акција промоција на хуманитарни вредности и студент по медицина на Медицинскиот факултет во Скопје. Со нас имаме Елена Кузмановска. Елена, добре дојде. Добре ме најдов, благодарам за поканата, честа и задоволството е мое што сум денес тука со вас. Исто и нас, ние често што те имаме тебе како гости. Елена, пред да започнеме со прашањата за твоето волонтерско искуство, мора да споменеме нешто најново, тоа е дека пред неколку дена имаше свое представување за кандидат за председател на Млади во Црвен крст на Македонија, кое според реакциите поминало одлично. Честитки за тоа и посебно сме горди што воедно си представник од Црвен крст Тичево за таа висока и важна позиција. Па кажи ни нешто повеќе за тоа. Најпрво благодарам за вашите честитки. Нешто повеќе за тоа би додала дека делегат бев од 2022 година во Советот на млади до 2026 година. Мандатот ми завршува во јуни. Моето представување на програмата за двегодишната програма беше на 1 јуни, помина одлично. Присуствува бројни волонтери, вработени и членови на Црвениот крст од различни организации, односно од различни општински организации. Се надевам дека програмата ќе се изреализира онака како што е замислена. Добивме доста добри коментари и нели се одговорија на сите прашања кои беа поставени во текот на моето представување. Мило ни е што имаш прекрасно искуство. Какви активности правевте во Црвен крст акција промоција на хуманитарни вредности програмата, а подоцна во кои други активности ти беше вклучен? Моето волонтерско патување започна во 2015-16 година. Дојдов како младинец во ПКВ програмата. Потоа после година дена станав и ментор на новата група која дојде година подоцна. Во годината кога започнав, работевме на разни проекти кои беа добро на заедницата, односно помагавме на социјално загрозени категории. Се вклучив активно и во првата помош кој ден денес ја работам. Потоа станав врснички едукатор. Од врснички едукатор моментално сум национален обучувач за тренери и обучувачи. Учествував на националните кампови 100% Црвен крст кои се реализираат години наназад. Воедно и сум тренер последните години на истите. Активно сум работела и сум учествувала во кризите и катастрофите кои ги зафаќаат регионите во нашата држава. Една од нив беше ковид кризата. Активно бев вклучена на терен, каде што беше потребно. А и во 2017-18 првите поплави кои ги затекнав јас и оваа година во јануари и февруари бев активно вклучена во помош и евакуација на населението. Браво, се гледа дека тоа што го правиш со голема желба, бидејќи си запознаена со секаков проблем, но исто така сум сигурна и со многу убави искуства покрај тие проблеми. Сепак имаш и некои убави спомени, имаш и работи кои што неретко кој може да ги искуси во денешно време, каде што знаеш да се снајдеш во секоја ситуација и тоа е многу убаво. Направи многу проекти кои навистина се значајни, ако земеме во предвид дека млади лица од 14 до 18 години ги изработуваат тие проекти, се разбира под водство и на дадени насоки од дисеминатори на Црвен крст во акција промоција на хуманитарни вредности, како што беше и ти и останатиот тим од Црвениот крст. Според тебе, како тие активности влијаат на заедницата околу нас, какви промени има? Промените кои ги прават волонтерите на ниво на цела држава се мали, но многу значајни. Јас би кажала дека од мали нешта стигнуваме до многу големи работи. Тука ќе се навратам и на еден момент
каде што јас бев директно вклучена во пишување на книга. Мојата група работеше на социјално-хуманитарен проект за социјално загрозено семејство. Книгата се базира врз вистинска приказна, но во книгата се сменети имињата, па често е моја денес тука да го носам примерокот со вас. Да, може да го покажеме. Илустрациите се на исто така наша волонтерка. Автор сум јас. Браво, искрено. Проектите биле генерално насочени на купување мебел, купување на бела техника, купување на лекови во зависност од потребите кои ги имале, но кои не можеле да си ги дозволат самите лица. Па ние волонтерите сме се насочувале да реализираме активности со цел на помош. Дали изработуваат и се изработуваат проекти кои се само насочени кон помош, како што кажа и самата, или и кон социјално загрозени семејства, или целта е некогаш да биде и поинаква, да се создаде нешто ново, нешто интересно? Не би рекла и не би се сложила дека секогаш помагаме само на социјални ранливи категории, туку помагаме во однос на добробит на заедницата, како што напоменав неколку пати. Па тука би напоменала дека реализираме и екоактивности во однос на организираме или реорганизираме екокатчиња, како паркови, како чиста простори кои ги зафаќаат училишните дворови во соработка со училиштата. Режираме драми, креираме филмови заедно со волонтери, пишуваме книги, така, и разни активности. Тука и воедно би напоменала дека имаме и доста добра соработка со институциите на ниво на, барем можеме слободно да кажем, на ниво на општинската организација на Црвен крст Кичево. Па така ќе се навратам неколку години назад, каде што можеме слободно да кажем дека финансиите кои ги собравме од циклусот ПХВ беа донирани во општата болница Кичево. Мислам дека беа на детското одделение, каде се купија лепенки на прозорите на дечињата каде што лежат, и исто така се набавија нови перници и прекривки за креветчињата кои беа оставени таму. Тоа е многу убаво кога ќе направиш такво добро дело, особено на деца, особено на млади невини души кои што знаеш дека и самите ги прават среќени, и мислам дека тоа ќе те направи најсреќен од сето. И со сите овие активности кои што ги имаат изработено и сето тоа што го направи, се разбира, не може во текот на работата се да помине според планот и според тоа ние како што сакаме. Со какви предизвици си имате сочено во текот на реализацијата на таквите проекти? Првично би погледнала во сопствените чевли, односно би почнала од волонтерите. Не секогаш сме се организирале како што треба, односно и да сме се договориле да се собереме, пример, денес тука да дојдат 10 волонтери, иделе по тројца или четворица и автоматски отпаѓа поделбата на работа која претходно веќе била изпланирана. Така. Воедно и секогаш на терен луѓето кои сме ги среќавале се различни карактери, како и вообичаено, секогаш сме се среќавале со различни лица, некои сакаат да прифатат помош и лесно доаѓаш до комуникација или до спогоден момент за да можеш да ја пружиш таа помош која им е потребна, но некогаш тие лица, бидејќи се од ранлива категорија, не секогаш ја прифаќаат таа помош како добро намерно, и тука треба секогаш да се внимава како пристапуваме кон тие лица, бидејќи се ипак Црвениот крст е организација која носи висок амблем и која пред се треба да го представиме амблемот, па потоа и самата личност. Како што кажа, се има сочено со многу луѓе, со многу различни карактери, и може да познаеме голем дел на луѓе кои што денес може би се дел од твојот живот и може да ги спомени, и сигурно си има соочено со повеќе различни карактери. Што научи за луѓето преку волонтирањето? Искрено,
од Црвен крст во овие 10-11 години откако сум тука, пријателството што ги стекнав ги носам со себе и ден денес. Воедно ги носам и спомените кои биле малку можеби полоши на некој начин. Едно од потешките, да кажам, начини на справување ми беше сега моменталната состојба со попладите која нели го затекна Кечевскиот регион, затоа што навистина ме допре неочекувано, нели сред нашиот празник започнав, па траеше прилично 3 недели, така. После прекинот тие 3 недели, по една недела започна повторно, па веќе месец дена на терен повторно истото и повторно со исти лица, само бројот беше дупло повеќе зголемен и мислам дека иако не бевме подготвени добро, мислам дека се справивме одлично. Супер, од ова можеме да видиме дека вложуваш потполно труд во тоа што го правиш и тоа е многу баво. И сега малку да дознаме за твојата професија, дали Елена секогаш сакаше да биде лекар и зошто, и што те мотивираше да одбереш баш таа професија? Да, од мала сакав да бидам, може да ја прашате слободно мајка ми да видите низ годините дека од моето прво одделение јас бев маскирана само во лекар на маскамбалите на 1 април. Кога дојде време да се запишувам на факултет, нели беше ковид кризата, јас не полагав матура и тука беше нели мртвата трка кој ќе влезе и како ќе влезе, бидејќи медицинскиот факултет се смета за еден големите и посериозните чекори, да кажам. Но успешно го пребродив тоа, моментално сум студент на медицинскиот факултет се уште. Тоа ми беше желба. Од мала не сакав ништо друго, дури и во моето пополнување во формуларот, кога ги поднесував документите, втор факултет немав изберено, значи јас имав само медицинскиот факултет ставено како единствена опција. Па дури и кажав дома додека, доколку не ме изберат, ќе паузирам 1 година, па ќе пробам наредна година. Тоа е супер што дека вистина со љубов и со желба имаш одбрано и во однос на изборот на професијата. Сега баш и во овој период многу матуранти размислувате понатаму што би сакале да одат и на што би советувала ти во однос на тоа, на кој факултет е најдобро да одат? Па тука јас не би можела да дадам конкретен одговор на кој факултет би можеле да одат, но би ја споменала мојата лична приказна, кога дојде време повторно јас нели да се запишувам на факултет, моите ме убедуваа на различни факултети да се запишам, но јас целев кон мојата желба и мојот сон, бидејќи сакам да станам лекар и да им помагам на другите. По однос на ова прашање би им порачала на идните матуранти да следат својата интуиција. На пазарот се бараат разни професии, секако сме во, можам да кажем, поголем дефицит и на лекари, и на правници, и на информатичари, и на машински техничари и така натаму, но сметам дека изборот на професија треба да доаѓа од срцето, а не од разумот, затоа што нели после завршување на академските студии тие лица треба да седнат и да го работат тоа. Според мене, сметам дека доколку одбереш нешто што не сакаш да го работиш утре ден и да си целосно наклонет и посветен на тоа, нема да имаш ни ти како личност бенефит, ниту па заедницата од тебе. Затоа сметам дека тоа треба да дојде само по себе, не се прави ниту во избрзана форма, ниту во сослушување и нели желби на некој друг, туку треба да се следи нели својата интуиција, својата желба и својата волја понатаму каде се гледаат тие луѓе. Знам дека е многу тешко на 18, 19, 20 години да одредиш каде сакаш во наредните години да бидеш, нели, но барем за почеток на тие академски студии да одиш со љубов, затоа што тие се нели темелот како понатаму ти би се развил во личност и како кон заедницата би придонел со твоето образование.
Како што кажа, мислам дека и не е битно да се гледа само бенефит, но исто така да се гледа и дали ти уживаш во самата работа, бидејќи следните твои 30 години ти ја работиш таа работа и доколку работиш само поради тоа што имаш бенефит на пазар, тогаш твојата среќа во тој момент не е ни задоволена. А, например, како волонтерите ти работат за нивната среќа, бидејќи тоа што го прават ги исполнува. Можам да приметам дека и твојата професија како лекар потекнува најпрво и од самото можеби волонтерство, бидејќи се чувствуваш среќена со самото помагање и тоа е можеби поголемиот дел зашто и ти си имаш пронајдено во таа работа. И многу баво кога ќе видиш некој што стварно ужива во тоа што го прави и самите луѓе можете да се доверат на таквите личности, бидејќи те гледаат со каква живба го правиш тоа. И да се навратиме и повторно на волонтерството, дали тоа ти помогна да ја одбереш твојата идна професија? Во однос на помошта би кажала и да и не. Малку повеќе ме насочи не волонтерството, туку околностите кои ги гледав преку волонтирањето и нели заедницата преку која имав допир да видам што навистина треба на нашата заедница, односно на нашата околина. Така да и да и не ќе кажам. Јас нели бев решена уште пред да почнам да волонтирам дека сакам да бидам лекар, да. Самото волонтирање, самата организација како Црвен крст, мислам дека ме надогради и ме охрабри и ми го покажа патот по кој треба да чекорам. Кој волонтерско искуство оставило најголем впечаток кај тебе до сега и што би издвоила? Низ годините сум поминала низ многу активности, низ многу искуства и позитивни и негативни. Не би можела да издвојам едно единствено. Вклучена сум, како што и кажав и претходно, во низа активности, бидејќи Црвениот крст дава голем опсег на активности, социјално-хуманитарни, прва помош, ПХВ, волонтирање, нели надворот, програмите, екоактивности, креирање на своји иницијативи самоволно, така да не би можела да издвојам една единствена активност која нели ме допрела, туку би ги земала сите како една целина, така, и би кажала дека моето волонтерско искуство мислам дека ќе го пренесувам на генерации. Како и што напомена, тука се одвиваат голем број на активности и со тоа голем број од матурантите кои што веќе започнале порано во Црвениот крст и се вклучиле во тие активности, може да помислам дека им е полесно да одредат својата професија, бидејќи се запознати со различни настани, со различни искуства и може да се пронајдат можеби што повеќе ги интересира, а во што и помалци се пронаоѓаат. Мислам дека тоа е голем чекор и подобар чекор и самите нив. Така, тука само би те надополнила дека Црвен крст има низа на активности во кои можат да се вклучат младите на ниво на нашата општина, на нашата држава и со тоа да одредат нели во која насока сакаат да се движат. Дали ги влече социјално-хуманитарни активности, дали може би првата помош, дали сакаат, не знам, да се вклучат во однос на креирање дигитални алатки, во однос на волонтирање, во однос на снимање вакви подкасти, емисии, снимање кратки видеа со содржински активности, така да сметам дека, како што кажа ти, дека Црвениот крст уште толку дава поддршка и насока каде навистина може младите да се насочат или да ја одберат својата професија која ја сакаат. Со тоа можеме да заклучиме дека тука се стекнуваат голем број на вредности. Кои вредности ги стекна ти преку волонтерството, а исто веројатно важи и за останатите волонтери? Јас бев многу стремежлив во дете, многу беше тешко со мене да се разговара. Дори можам да кажам и на некој начин дека имав проблем кога ќе ме станеа наставничките да ми спрашуваат да говорам пред луѓе, но како што гледате сега, тоа веќе го нема. Така, па би се тргнала од себе си како што тргнав и за претходните прашања.
би кажала дека Црвениот крст само ми овозможи и ми беше ветер во грб да станам и да говорам гласно без да имам предрасуди, срам и така натаму. Ме научи на тимски вештини, комуникацијските веќе ги кажав, ми даде многу поголема самодоверба, ме социализира, значи се вмрежив и се запознав со многу луѓе кои ги носам и ден денес. Во себе си имам пријателства, значи низ цела Македонија, слободно можам да кажам. Социјалните вештини, комуникацијските, фасилитаторските вештини се надоградуваат. Црвен крст е место каде што се учат работи кои не можат да се научат во школските клупи. Само тоа би го напоменала. Тоа е доволно за да се мотивира голем број од децата да се вклучат во тие активности и освен вредностите кои што може да се научат, да се почитуваат, да се применуваат во самиот живот, кои други вештини можат и да се стекнат преку волонтерството? Какви вештини можеме да стекнеме? Може да стекнеме разни вештини по однос на волонтирањето во Црвениот крст, односно како да се справиме со различна категорија на луѓе, со различни карактери, како да пристапиме правилно кон тие луѓе. Не секогаш сме имале добар повратен одговор од тие луѓе, како да останеме смирени во било каква ситуација, како да кажеме пред се ја гледаме околината пред нас, па потоа ние, како да не сме пристрасни, а воедно да помогнеме онаму каде што навистина треба да дадеме наша помош и поддршка. Како што кажа претходно, еден од твоите придонеси од волонтерството е тоа дека и самата сега си послободна во комуникацијата, исто така си побогата во својот речник и имаш толку големи искуства. Освен волонтерството што придонесе на тој начин за тебе, како друго придонесе за твојот личен развој и раст? Мојот развој и раст почна тука, можам слободно да кажам, со луѓето кои се вработени во општинската организација, бидејќи јас со тие луѓе созреав и научив како, кога ќе излезам на терен, да внимавам како и со кого треба да разговарам и кои информации треба да се споделат и кои информации треба да се пренесат, односно да се исканализираат. И ден денес тие вештини кои ги стекнав од тие луѓе ги пренесувам на идните генерации кои доаѓаат да волонтираат во Црвениот крст и благодарна сум што сум дел од ова семејство. Би го нарекла затоа што навистина научив работи кои не можев да ги научам во училиште, не можев да ги научам дома, тук ги научив во место каде што навистина најважно од се е да бидеме луѓе, да помогнеме без да треба да очекуваме нешто за возврат. Која би била твојата порака кон сегашните и кон идните волонтери? Мојата порака кон сегашните волонтери би била да продолжат да чекорат по патот по кој што тргнале, да не се откажуваат од нивните соништа и од нивните идеи и активности, да реализираат голем број на активности, да погледнат назад на низата реализирани активности и да погледнат во општеството и заедницата кои навистина активности ни се потребни во денешно време. Бидејќи младите се менуваат од година за година и не секогаш се потребите исти, така да би кажала дека треба и малку да ги следиме и ние тренд, стандардите, ако може да се наречат, затоа што во моето време, моето волонтирање, слободно би кажала дека немаше толку одврзани раце и не бевме толку слободни и не беше толку достапен интернетот и социјалните мрежи како што се достапни денес. А тоа е еден голем чекор кој што е од многу голема помош за реализација и креирање на разни активности. Во однос на идните волонтери кои би сакале да се вклучат, вратите на општинските организации се широко отворени за нив и со добра намера и добро срце ги очекуваме.
да дојдат, да ги пренесат нивните идеи, да се вклучат во нашите активности, но слободно може и да дадат придонес со своји идеи и активности, нели во кои ќе се пронајдат, затоа што, како што кажав и претходно, Црвениот крст има широк спектар на активности каде што младите може да бидат директно и индиректно вклучени во активностите. Дали има нешто кое што не те прашавме, а ти би сакала да го додадеш? Па мислам дека генерално одговорив на сите прашања, но како за крај би додала само дека во однос на времето во кое живееме, според мене како иден лекар и како долгогодишен волонтер, сметам дека менталното здравје е една од најголемите табу теми кои се разговараат помеѓу младите. Не знам тоа зашто е така, но јас би додала дека Црвениот крст работи на таа тема, така да би им порачала на идните и на новите и на досегашните волонтери да се вклучат активно во оваа програма, да придонесат кон неа, бидејќи Црвениот крст, покрај тоа што работи со психолози и со стручни лица во однос на менталното здравје, реализира и едукативни работилници во училиштата, надвор од училиштата, така да сметам дека треба да се доразработи таа тема и младите активно да бидат вклучени во истата. Елена, ти благодариме многу за твоето гостување денес и ти посакуваме голем успех. Ми е чест што беше денеска гостин и што возможи да дознаеме многу информации. Исто така, сум сигурна дека мотивираше голем дел од учениците и младите да се вклучат во ваквите активности. Ви благодарам и на вас. Често задоволството, како што кажав и на почетокот, беа мој. Се надевам дека ќе продолжиме да соработуваме и ќе ви бидам повторно гостин. Се надеваме и ние. А тоа беше крајот на оваа епизода. Се гледаме повторно во следната епизода. Ова е нашата епизода. Имаме еден специјален гостин, а тоа е Антонио Делчево. Зошто баш Делчево? Делчево го доби пехарот за изработка на најдобри проекти во рамките на Црвениот крст во акција промоција на хуманитарни вредности циклусов до 2026 година. Им честитаме за одличното сработената работа, а на Антонио благодариме за незиното јавување во нашиот подкаст. Таа ќе ни објасни што направиле младинците од Делчево оваа година. Здраво, јас сум Антонија Китанова, дисеминатор на ПХВ проектот во Делчево за циклусот на 2026 година. Имам 17 години и учам во СОУ Методи Метевски Брицо во Делчево. Оваа година јас имав можност да бидам дел од навистина прекрасен тим на млади, кои што преку самата програма на ЦКА ПХВ направија навистина позитивни промени во нашата заедница. Можам со голема гордост да кажам дека оваа година Општинска организација Црвен крст Делчево освои прво место на државно ниво и дека сите наши проекти се оценети со највисока оценка, односно со сонце. Последниве неколку месеци ние работевме на 6 проекти. Еден од проектите беше нашиот екопроект, кој што ние го реализиравме со помош на Општина Делчево, каде што возможивме почиста и побезбедна животна средина во нашиот град, исто така и уредување и изчистување на нашите паркови. Имаме проект во соработка со детската градинка Весели цветови, преку кој ние го уредивме и изчистивме самиот влез на градинката, со сета цел нашите најмали да имаат побезбедно и поубаво место за престој и за игра. Навистина сме горди од нашите хуманитарни акции кои што ни овозможија да пружиме помош на 2 семејства во социјален ризик, едно 5-членно семејство од Делчево и едно 3-членно семејство од Каменица. Ова за нас не беше само едноставна донација, беше можност да покажеме дека никој не треба да остане сам во неговите најтешки денови.
Мислам дека еден од најинтересните проекти беше нашиот интеркултурен проект, преку кој ние напишавме книга на 3 јазици, на македонски, англиски и на турски. Целата цел на оваа книга и на овој проект беше да им укажеме на младите дека да, постојат разлики во нашето општество, во нашата заедница, но сепак тие не треба нас да не делат, треба да не спојат како еден народ. Исто така работевме на уредување и на отварање на простор за младите волонтери во Македонска каменица, создавајќи едно место каде што тие понатаму можат да се дружат, да учат, да составаат нови идеи, да реализираат понатамошни активности. Сите овие проекти не би биле возможни без поддршката на Општина Делчево, на Општина Македонска каменица, на детската градинка Весели цветови, на Алпинком, на сите наши партнери, донатори и едноставно оние хумани луѓе кои што ја видоа нашата мисија и помогнаа нашите идеи да станат реалност. Ова признание за нас е доказ дека младите можат да бидат дигатори на позитивни промени, дека не е битно колку години имаш или од каде си, кога ние работиме заедно, кога сме обединети, кога навистина си има желба за да се помогне на никого, можеме да направиме огромна разлика во туги живот. Мојата порака кон младите би била да се вклучуваат во волонтерските активности, да бидат активни, да помагаат секогаш кога ќе можат, бидејќи и некое мало нешто може да направи многу за некого, да насмееш некој, да му дадеш надеж, да му покажеш дека не е сам во своите тешки моменти, е нешто што според мене навистина нема цена. Бидејќи ние живееме во време кое што исполнето со кризи, со неправда, со нееднаквост и мислам дека тука сите треба да покажеме дека хуманоста, солидарноста, човечноста се уште постои и дека ние сите заедно можеме да смениме толку многу и да направиме едно преубаво општество за сите нас. Навистина сум благодарна што имав шанса да бидам дел од вакво прекрасно искуство и се надевам дека многу повеќе млади ќе се охрабрат да станат дел од волонтерски активности, да се вклучат во сето ова, да бидат дел од промените кои што ние ги правиме за нашето општество секој ден.